Обилните и непрекинати врнежи од дожд што придонесоа за зголемен водостој на реките во сливното подрачје на Брегалница предизвика и покачување на нивото на подземните води. На повеќе места во Кочанското поле има оризни ниви што се преполни со вода, а закана од поплавување ноќеска имало и за дел од оранжерискиот комплекс во близина на Долни Подлог. Сепак, со брза и навремена интервенција во која се користени моторни пумпи од Агенцијата за управување со кризи и од територијалната противпожарна единица од Кочани, водата е исцрпена од околното поплавено земјиште и спасени се насадите со раноградинарски производи. Превентивно, црпењето на водата продолжи во текот на денот. Зголемениот доток во речните корита и понатаму го покачува нивото на акумулирана вода во браните во регионот. За сега состојбата е под контрола, велат од Водостопанство Брегалница. Калиманци има простор за акумулација околу 10 до 15 милиона кубика вода, моментално влегуваат 44 кубика во секунда, испуштаме 14, значи се следи комплетно дотокот, водостојот и временската состојба. Така да состојбата е стабилна, нема простор за некаква паника. Градче е на прелив, меѓутоа состојбата е стабилна. Нема простор за паника. Повисок водостој имаат и поголемите притоки на Брегалница, особено Злетовска, Оризарска и Кочанска река, со што веќе е преполнето коритото на неголемата река во источниот регион, па состојбата постојано се следи во нејзиниот долен тек. Према последните мерења, утрински Брегалница имаше кота 250 висина, што значи дека тоа е некаде околу 200 кубни метри протоку у секунда. Последните мерења покажуваат дека нивото стагнира, али се уште е на критичната точка, што значи дека може да се очекува уште зголемување на нивото на Брегалница. Мерењата на метеоролозите покажуваат дека во последните неколку дена во источниот регион наврнаа над 50 литри на квадратен метар. Анализите велат оти вообичаено оваа количина е еднаква со просечните врнежи за еден месец. Карактеристично да се каже за ова година што до сега заклучно со 10 имам измерено 770 литри на метар квадратен. Тоа е над секој просек што до сега е измерен за последните 20 години како што ја вршам мерење. Прогнозите на метеоролозите се дека во наредните денови врнежите ќе намалат, а температурите ќе се движат околу нулата, што позитивно ќе влијае врз намалувањето на водостојот во реките.